вечер или добар ден, како е на сите, добро вечер. Мене ми е многу драго што со продукцијата Аристон можеме веќе еден подолг временски период да соработуваме. На жалост, бевме спречени во однос на ковидот и во однос на пандемијата, но еве веќе постепено продолжуваме и знам дека ќе имаме многу добри соработки. Ова е нешто што во текот на ковидот се работеше еден филм кој што успеавме и се трудевме да барем на некој начин да ја зачуваме традиционалната култура на етничкиот предел Овче поле. Пробавме преку дел од песните, дел од игрите, дел и исто така и од носијата, да се зачува, односно да се запази дел од некогашната традиција на регионот Свети Николско, Кочанско, Штипско. И ни е многу драго што излезе еден ваков видеозапис. Со продукцијата Аристон ние ќе продолжиме исто така да работиме, на големо веќе работиме на сценариот и на режијата на еден многу интересен филм кој ќе биде исто така филмуван на филмот музички дел кој се работи под називот Возот никогаш не пристигна, што ќе биде доста интересно и мислиме дека тамо каде исто така ќе биде ангажиран целиот ансамбл Македонија, каде што на еден сликовит начин ќе се долови исто пак дел од приказната за Овче поле, односно Свети Николско. Покрај значи што ќе може да го видите филмот, јас би сакал на самиот почеток да ви најавам да видите дел од фотографиите кои се работеа и како се работеше целиот овој филм, а потоа ќе го замолам мојот колега исто така Никола да ви каже неколку зборови за самиот филм и воопшто за продукцијата. Ви благодарам уште еднаш. Здраво живо на сите, додека гледате фотографиите. Ќе зборувам за она што го направивме со ансамбл Македонија. Благодарам на професорот Владимир Јаневски и ансамбл Македонија за можноста да соработуваме. Ово видео беше снимено на чист понеделник на 2 март минатата година, пред да почнат вонредните мерки. Успеавме да создадеме како прв дел од нашата соработка да создадеме видео кое што прво доловува играње на традиционално овчеполско оро на локација каде што не се играло оро бог знае од кого од пред Втората светска војна, како што кажуваат староседелците. Нивните автентични носи начин на игра за чувување на македонското културно наследство се вистинско живо културно наследство и заслужуваат многу повеќе од вакви прикази, како што спомена професорот. Веќе работиме на големо на една пообемна продукција од ова за запис на исто така на традиционални песни, игри, но и визуелно доловување на облека и носи од Овчеполскиот регион. Повеќе за нашата работа за продукција Аристон можете да видите на нашата интернет страница Никола Овче поле МК _Аристон со ансамбл Македонија. Освен ова видео и тоа што го најавивме, веќе имаме снимено, денес снимавме на оваа локација баш аудио верзија, снимаме и ново видео за една пократка песна која овде во Скопје. Благодарност до сите кои што го поддржаа овој проект, реализацијата на овој проект, до сите кои што беа вклучени, до целиот ансамбл Македонија. Се надевам дека ќе уживате во она што успеавме да го доловиме со нашата скромна опрема и ви благодарам за присуството, па наскоро да се видиме на промоција на другите видеа на отворен простор. Ви благодарам.